Од неодамна во Аџибадем Систина има нов систем на лекување со посебен апарат Труби. На оваа тема за начинот на лекување, за тоа колку трае целата постапка и колку време се зрачат пациентите, зборуваме со професор Дева Петрова, специјалист по онкологија. Доктор Петрова, добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Најавив дел од она за што ќе зборуваме во денешното интервју. За каков систем на лекување станува збор и ајде да ги запознаеме гледачите малку повеќе за начинот на лекување. Малигните болести се секогаш актуелни, бидејќи покрај кардиоваскуларните болести се број 2 убиец, значи голем здравствен проблем е тоа и начинот на лекување е многу значаен. Она што поголем дел од публиката знае веќе дека овие болести може да се лекуваат со хирургија, со оперативно третирање, може да бидат лекувани системски со хемотерапија, хормонска, биолошка терапија и еден значаен сегмент во лекувањето на малигните болести представува радиотерапијата. Она што е ново во нашата болница е дека Аџибадем Систина е секогаш во тек со новите технологии, со напредокот значи во медицинската технологија и набавен е во нашата болница и во функција е ставен новиот линеарен акцелератор Трубим. Тоа е машина која што е една од најсофистицираните која што се користи во медицинската пракса. Инаку основната низина функција е да се третираат малигните тумори со помош на јонизирачки зраци или тоа се X зраци кои што вештачки се продуцираат во овој линеарен акцелератор. Радиотерапијата представува локален третман, значи се третира одредена регија каде што е туморот или регионално каде што се лимфните јазли, каде што најчесто тој тумор се шири. Исто така понекогаш може да се третираат и одредени метастатски промени, циљано, значи само тамо каде што сакаме да постигнеме одреден тераписки ефект. Она што е различно и што е предноста на оваа нова машина е дека покрај стандардните техники за зрачење, како што се 3D конформалната и МРТ или интензитет модулираната радиотерапија, сега имаме можност на нашите пациенти да им понудиме, значи третман со пософистицирани техники за зрачење, како што се стереотаксичната радиотерапија и стереотаксичната радиохирургија. Исто така постои можности за други техники, како што е волуметриската арк-терапија и слично. Предноста на новите техники е секогаш да се постигне што повеќе да се доближиме до целта во радиотерапијата, а тоа е да постигнеме што повисока доза во туморот, а што помала доза во здравите ткива и органи. Практично можеме да дефинираме дека не постои тумор кој е резистентен на зрачна терапија, доколку ја прими онаа доза која што ќе доведе до негово уништување. Но работата е дека кај одредени тумори, значи кои што се повеќе резистентни, се потребни многу високи дози за да дојде до нивно уништување, а постојат и тумори кои што се посензитивни, каде што тој ист тераписки ефект може да го постигнете со многу помали дози. Така, значи зрачењето можеме да кажеме дека зависи од типот на туморот. Така, осетливоста. Така, некаде и со помала вкупна доза, со помал број на зрачења може да се постигне тераписки ефект, а некаде треба поголем број на зрачења и поголема вкупна доза за да го постигнеме тој тераписки ефект. Сега ние со стереотаксичната радиотерапија практично што овозможуваме да доставиме високи тераписки дози, значи во туморот за кратко време. Значи да не мора пациентот да доаѓа 25-30 зрачења или 15 зрачења, туку целокупниот третман да се заврши во 1, 3, 5 фракции или 9 фракции, да речеме, зависно од тоа кој протокол на третман ќе го одбереме. Но најчесто се тоа негде, значи 3 до 5 фракции на стереотаксична радиотерапија. Значи тоа е предноста дека е покомфортно за пациентот, попрецизно се доставува дозата, значи во таргетот или во тој волумен што сакаме, целен волумен да го зрачиме и при тоа се ставаат многу помали, се поставуваат многу помали маргини со цел да имаме помала доза во околината, во здравите ткива и органи. Значи,
одиме со максимален ефект врз туморот и минимален ефект врз здравите ткива и органи, со што нели тоа овозможуваме да се задржи добар квалитет на живот и да има помалку нус ефекти од тој третман. Значи, ова да кажеме на гледачиве, се извинувам, ве прекинав, за кои типови на карциноми се користи овој апарат и дали се третираат и метастатски промени или само примарниот тумор? Овој апарат може да се користи, значи линеарниот акцелератор како машина за спроведување на радиотерапија се користи за третман на сите видови на тумори, солидни тумори, каде што постои индикација за спроведување на зрачен третман, а стереотаксата, значи може да се користи и за третман на примарни тумори и за третман на метастатски тумори. Третман на примарни тумори може да биде конкуренција со хирургијата, да речеме, кај некои мали тумори во белите дробови, каде што пациентот од X причини не може да оди на оперативен третман, може да се спроведе третман со стереотакса. Или да речеме, ако имаме метастатски промени, во тој случај, наместо да се зрачи поголема регија, може таргетирано со стереотакса да се озрачи само циљано метастазата, која што ни е таргет на тој третман. Битно е да се каже дека во кај стереотаксата е многу битен и волуменот, значи колкава е големината на таа промена, значи доколку промените се големи, не се тие промени кандидати или тој тумор не е кандидат за третман со стереотакса. Но доколку промената е помала, обично негде до 4 сантиметри, тогаш може да се третира со стереотакса. Покрај големината битна е и локализацијата на промената, значи дали е во контакт со некои високоризични структури, бидејќи сепак не може да биде дозата во околните структури 0, тие ќе примат помали дози, но значајно е да видиме кои се тие дози кои што ќе одат во тие ризични структури и колкав е ризикот од тој третман. Значи, постојат одредени протоколи по кои што индикации соодветни за користење на оваа техника, по кои што специјалистот, радиотерапевтот прави проценка кои од тие промени се соодветни за стереотаксична радиотерапија. Значи, затоа велиме ние во медицината не е се и само во технологијата. Битно е да имате машината, да ги имате можностите, но битно е да имате и тим искусен кој што ја разбира таа работа и може да донесе правилна одлука. Предноста наша како болница е, нели, не можете кога почнувате нова метода да бидете многу искусни во тоа што го работите, но сепак ние сме дел од еден голем ланец на болници. Значи, тука се нашите колеги од Аџибадем ланецот, значи во Истанбул, кои што веќе овие третмани со години ги применуваат, имаат огромно искуство, така да ние тоа го работиме со нив во соработка и заеднички. Кажете ми околу возраста, дали се третираат пациенти, дали има некакво возрастно ограничување, зборувам млади пациенти, повозрастни, кога станува збор за ваква радиотерапија со овој апарат? Нема ограничување, нели, возраст на некоја, ви кажав, ограничувањето е во однос на големината, локализацијата, значи дали е соодветна и дали може да се примени таа метода. Нормално е дека кај повозрастни луѓе, кај постари луѓе, може да бидат поизразени несаканите ефекти, зависно од тоа каде е локализирана таа промена и треба малку повнимателно да се оди, но тука е тоа една палета од ризик фактори кои што се земаат во предвид при проценката за тоа дали одреден пациент е кандидат за стереотаксична радиотерапија. Во однос на безбедноста и лекувањето на пациентите, дали може да се комбинира или имунотерапија, цитостатска терапија и зрачење во исто време со овој апарат? Да. Зрачењето секогаш и оние стандардни методи што сме ги применували и стереотаксата може да се комбинираат со останатите онколошки третмани. Ова уште повеќе, бидејќи пократко време трае, нели, така да може после соодветна пауза од иницијалниот третман пациентот да си продолжи со системската терапија.
да речеме кај оние долги режими кои што ги применуваме при стандардните тераписки техники, ние даваме и конкурентна терапија. Конкурентно даваме хемотерапија со зрачењето, со цел да се подобри ефектот од зрачната терапија. Значи, како радиосензибилизатор ја даваме системската терапија за да имаме подобар ефект од радиотерапијата, но таму се работи за помали дози. Овде, бидејќи се работи за високи дози, значи ова се примедува како самостојна метода стереотаксата, а по завршување на третманот може пациентот да си продолжи со останатите системски третмани. Во делот одговорите ми спомнавте нуспојави. Може ли да кажеме кои се нуспојавите по зрачењето со вакви радиобранови од тимбим? Да. Значи, нуспојавите од зрачната терапија се различни, зависно од тоа која регија ја зрачите. Да речеме, ако се зрачи мозокот, може да имаме потенцирање на отокот во околината, едем на мозокот. Тоа може да доведе до главоболка, домачнина, нагон за повраќање и слично. Обично се тие најчести, највообичаени нуспојави, бидејќи за ризик структурите во околината, ако има во близината некој нерв или голем крвен сад, тоа се зема во предвид и се внимава да не направиме никои посериозни компликации. Бидејќи доколку дозата во ризик органите е прилагодена, значи промените кои што се јавуваат се реверзибилни. Не би требало да настанат некакви трајни оштетувања од самиот третман. Ако се зрачат, например, бели дробови, може да имаме иритирачка кашлица, малку пнеумонит, воспаление во околниот белодробен паренхим, значи каде што е промената, па во околината може да се јави воспаление. Но сето тоа е минливо, се дава соодветна симптоматска терапија со цел да се минимизираат тие несакани реакции во смисол кортикотерапија, аналгетици, за да се подобри ефектот од терапијата во смисол на подобар квалитет на живот на пациентот по спроведениот третман. Да не ги чувствува сите овие несакани ефекти, но некогаш и покрај превземените мерки, сепак може, тоа е индивидуално, кај некои пациенти тие симптоми да бидат поизразени со поголем интензитет. Предностите кои се во однос на другите типови на зрачење? Спомнавте дека може да замени хируршка операција кај помалите, значи една од придобивките е и таа. Што се друго ни носи како придобивка? Како придобивка, значено за овие третмани е дека во онкологијата постојат и други третмани со кои што може да третирате помали промени. Посебно оние кои што се во телото, не зборам за тие во мозокот. Значи, има интервентни радиолошки методи. Предноста на нашава работа е што е неинвазивна метода. Значи, нема болка, нема пациентот никаков контакт со ниту еден инструмент. Значи, сето тоа се прави на дистанца. Апаратот практично е на одредена дистанца од телото на пациентот и зракот се доставува во соодветната регија. Безболна е методата, тоа е број 1, кога некој оди на лекар, прво тоа што прашува е дали ќе ме боли. Така е. И второ е кратка, значи краток е третманот, не се оние долготрајни третмани. За кратко време може да доставите висока доза, што би имала поголем ефект врз самиот тумор и бидејќи станува збор за помали волумени, значи дозата во околината е помала. Значи, тоа е комфорот на пациентот и самата ефикасност на терапијата може да биде подобра со користење на овие методи. Да речем, ако еден пациент има една или две метастази во мозокот, доколку се зрачат со стереотакса, во тој случај околното здраво мозочно ткиво ќе прими многу помала доза и тоа е значајно за несаканите реакции, когнитивните функции, меморијата, паѓање на коса, да речеме, или други некои симптоми кои што се поврзани со самиот третман, значи овде се помали и тоа далекосежно, бидејќи кај некои пациенти кои што очекуваме подолгорочно преживување и покрај тоа што болеста е метастатска, но некои пациенти со метастатска болест може да живеат и 5 и 10 години. Значи за пациентот е многу значајно понатаму и квалитетно да живее и нормално да функционира.
Така да во тој поглед се овие методи многу позначајни за оставање на подобар квалитет на живот и спроведување на во некој пократок временски интервал да пациентот има што помалку контакт со болницата, со медицинскиот персонал и слично. Релативно кратко време го имате апаратот, меѓутоа еве велите дека имате соработка со ваши колеги од Истанбул. Некоја успешна приказна, нели сте мислеле дека зборувам за комплетно излекување со новиот апарат или општо како онколошки пациент кој што не сте се надевале, меѓутоа на крај излегло онака како што треба да излезе, се добила здрава индивидуа. Така, имаме ние многу успешни приказни, значи успешните приказни не зависат само нели од машините, од технологијата, од техниката, но секако дека сме сакале да го подобриме она што го работиме, да бидеме во чекор со новините кои што ги нуди медицината. Инаку, за волја на вистината, нели ниту една метода не дава 100% гаранција за пациентот дека ќе биде излекуван или дека третманот ќе биде 100% успешен. Најголем пример ни е хирургијата. Тамо нели сме сигурни дека нештото сме го отстраниле физички и покрај тоа што е отстрането физички, сепак овие се такви болести кои што може имаат тенденција да се враќаат и локално и да се прошируваат нели системски. Ние се трудиме само да сето она кое што било недостапно и за кое што нашите пациенти и сограѓани нели од нашата држава се мачеле и се злопателе, оделе патувале, а верувајте во таква состојба е тешко и да си далеко од домот и далеко од семејството, да им го доближиме, да го донесеме тука и да тоа и за нас како медицински тим представува предизвик некоја метода да ја воведете која што до сега не била работена нели во државата, а и да им го возможите на граѓаните тоа да си го направат дома, што да рече. Право на избор. Да, така е. Инаку тоа што рековме за успешни приказни, има голем број на луѓе кои што се излечени. Ние велиме во радиотерапијата како и во онкологијата имаме куративни третмани каде што очекуваме излекување, доколку болеста е локализирана, е само на едно место, нели, каде што бил примарниот тумор или во регионалниот лимфен базен, но за жал не можеме да кажеме дека доколку болеста е проширена и метастатска, дека можеме да збориме за излекување. Тамо можеме да збориме за преживување и со овие методи ние се трудиме тоа преживување да го подобриме, да, и покрај тоа што научно се вели дека нема големо влијание на преживувањето, но едно е дефинитивно дека има влијание на квалитетот на живот. Да. Доктор Петрова, за крај на интервјуто една препорака до вашите пациенти. Препорака до пациентите е да доколку имаат потреба или нешто не им е јасно, може во секое време да дојдат во нашата болница, кај нашиот медицински тим, значи кој што се состои, тоа е еден комплексен тим од радиолошки технолози, физичари, специјалисти, лекари, онколози, радиотерапевти, медицински сестри, значи секој од свој аспект дава придонес во третманот на онколошките пациенти да дојдат на консултација. Одредени работи, многу е важно кога се работи посебно за здравјето, нели? Тоа е круна на сите работи, на секоја работа, бидејќи за да бидете способен да донесувате да работите нешто друго, прво треба да сте здрав. Затоа ние сме отворени за било каква потреба, кога ќе има пациентот некаква мака да дојде да не консултира, ќе му помогнеме да го упатиме и во смисол на диагностичките процедури, каде треба да оди, што треба да направи, кои испитувања да ги направи. Предноста на нашата болница е што се може во еден болнички комплекс да заврши на едно место. Имаме од најсовремена диагностика до најсовремен тераписки пристап, значи во лекувањето, да дојде на консултација, доколку има препишан одреден онколошки третман, секогаш може да дојде на консултација за второ мислење и доколку сака да спроведе радиотераписки третман, ако му е предложен од неговиот онколог, значи секогаш може да дојде и да не праша дали е соодветно тоа и што можеме ние повеќе да понудиме од тоа што претходно веќе му е понудено.
Не треба да се плашат пациентите од овие болести, бидејќи медицината напредува, третманите стануваат се покомплексни, значи веќе онкологијата е сведена на ниво на генетика, значи се индивидуализира пристапот во лекувањето, се прават многу испитувања, генетски тестирања, молекуларни анализи со цел да се дојде до вистинскиот лек, значи до правилниот пристап во лекувањето. И денеска со оваа болест може да се живее долги години. Значи рековме дека тие што рано ќе ја откријат, предност е на тие рано што ќе ја откријат, дека ќе имаат помалку агресивни третмани. Кај тие болести каде што е откриена во подоцнешната фаза, ќе има потреба можеби од покомплексни, поагресивни третмани, но и тука постои надеж. Реков, има пациенти со метастатска болест кои што може да живеат нели со години, така да ова треба да се свати како една хронична болест и треба да се користат и знаењето, значи и придобивките од медицинската технологија, како што е оваа нова машина со која ние располагаме и новите техники на зрачење. Доктор Петрова, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание, очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам за вниманието.